Блокирањето на инвестицијските процеси нанесува огромни штети за градежништвото. Градежниот сектор реагира дека се среќаваат со сериозни административни проблеми на општинско ниво при издавање градежни дозволи. Председателот на Градежната комора на Македонија Ивица Јакимовски вели дека статистиката покажува дека во март оваа година се издадени 211 одобренија за градба, од кои 119 се за објекти за високоградба, 35 за објекти од нискоградба и 57 за објекти за реконструкција, што е за 45,1% помалку во однос на истиот месец од минатата година. Јакимовски истакна дека пречките што доведуваат до намалување на инвестициите во градежништвото се непочитувањето на посочениот временски рок за издавање дозволи, неизвестноста дали ќе биде продолжена мерката за повластена даночна стапка, како и мораториумот за градење што го вовеле одредени општини. Водејќи се од фактот дека градежниот сектор дополнително предвижува уште 26 дополнителни гранки и дека е двигател на секоја економија, поголема, факт е дека е двигател на и нашата економија. Водејќи се од фактот дека од вкупниот број на вработени во Република Македонија до 10% отпаѓа на градежниот сектор. Од вкупниот бруто домашен производ до 10% отпаѓа на градежниот сектор. Значи не е возможно, ако не функционира градежниот сектор, да ние разговараме за економски раст. Нашиот апел и нашата цел е што побрзо да се откочат процесиве. Подпредседателот на Комората за градежништво Зоран Азманов апелираше владата што побрзо да ја донесе одлуката за продолжување на рокот за повластена стапка од 5%. Доколку тоа не се направи веднаш, туку до крајот на годината, според Азманов, во 2019 година ќе има многу малку инвестиции во градежништвото, поради неизвестноста во која се наоѓаат инвеститорите. Со намалувањето на инвестициите во областа на градежништвото, тоа значи дека и прометот на градежните материјали, кои носат исто така 18% ДДВ, ќе се намали. Значи, приходите во буџетот целосно, со тоа што ќе се намали прометот во градежништвото, ќе се намалат и со тоа, мислам дека и приходите во буџетот значително ќе бидат намалени. Градежништвото дефинитивно ќе трпи големи последици, заради тоа ќе има отпуштање и на работници, тоа значи намалување на придонеси, намалување на персонален данок, значи дополнително намалување на приходи во буџетот од персонален данок и од придонеси. Азманов додаде дека непродолжувањето на рокот на повластена стапка ќе значи покачување и на цените на становите.